Тетовчани и денес се гушеа во густ смог кој континуирано измешан со огромен број честички, многу штетни по здравјето на луѓето. Тетово веќе неколку дена се зацврсти на првото место во однос на загаденоста на воздухот во Република Македонија. Според софистицираната опрема на инструментите за автоматско мерење на воздухот, во Тетово биле измерени 450 микрограми штетни материи на 1 кубен метар, што представува за 2 пати поголема загаденост на атмосферата во однос на алармантните состојби во Скопје. Во моментов најинтензивно работат капацитетите на Југохром Фероалојс од Јегуновце, од чии оджаци во континуитет во атмосферата се ослободуваат огромни количества густ чад измешан со честички, многу штетни по здравјето на луѓето. Во отсуство на воздушни струјења, чадот од оджаците на Југохром Фероалојс од Јегуновце создаваат смог кој се шири низ многу населени места во котлината Полог и во Тетово. Раководството на оваа фабрика се уште не се изјаснува дали ќе воведат систем за еколошка заштита или интегрирана дозвола, која доколку ја немаат до 1 април 2014 година, ќе бидат затворени од страна на Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање. Во градот под Чарпланина, голем загадувач на атмосферата е и големата новосоздадена дива депонија во источниот дел на Тетово, во непосредна близина на стамбени објекти и прехранбената индустрија. Депонираниот смет од пластични шишиња, гума и разновиден друг мешан отпад зачестено се пали, со што се ослободуваат густ чад со канцерогени и други честички, многу штетни по здравјето на луѓето. Повремено се пали и сметот во контейнерите низ градот, кои уште повеќе ја влошуваат и онака алармантната состојба во однос на загаденоста на амбиенталниот воздух. Состојбите на теренот ги обелоденуваат најголемите загадувачи на атмосферата во Тетово, кои за жал остануваат несанкционирани наспроти нивно долго непочитување на законските просписи, особено во однос на зачувувањето на човековата околина. Зошто санитарните, комуналните и други инспектори и надлежни, а особено инспекторите по екологија, долго и упорно молчат во Тетово, е прашање на кое некој не сака или пак не може да даде конкретен одговор. Зошто тие така се однесуваат, не е наше да коментираме, наше е да информираме за нивната неактивност и во услови кога состојбите во однос на загаденоста на воздухот во Тетово се загрижувачки и алармантни и во услови кога се поголем број жители од градот Подшара и околните општини во се поголем број ги чувствуваат последиците од штетните микрочестички и смогот кој го вдишуваат.